Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово ја свикувам 25-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 13 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. Пред да преминеме на дневниот ред, во врска со него имаме некои дополнувања на 4 точки, односно предлагам како 10, 11, 12 и 13 точка да бидат предлог одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на програмски активности на фудбалскиот клуб Победа Валандово, предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Ударник Пирава, предлог одлука за одобрување на финансиски средства за реализирани програмски активности на женски фудбалски клуб ЖФК Победа 16 Валандово и предлог одлука за уредување на јавен простор за продажба на сопствени земјоделски производи од страна на индивидуални земјоделски производители на територијата на општина Валандово. Дополнувањата отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истите ги ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно се усвоени дополнувањата. За дневен ред на 25-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1, предлог одлука за измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Точка број 2, предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за урбана единица 7, блок 7.2 населба Странец во град Валандово, помеѓу улиците Сервис на 30, Сервис на 8, Сервис на 33 и Сервис на 32. Точка број 3, квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2023 до 30.6.2023. Точка број 4, годишен план за вработување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Точка број 5, давање согласност на одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2023 и 2024 година. Точка број 6, давање согласност на одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2023-2024 година. Точка број 7, предлог одлука за одобрување на финансиска помош на Луна Попкостова од Геркелија за покривање на трошоци за лекување во странство. Точка број 8, предлог одлука за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација Јосифовско лето 2023. Точка број 9, предлог одлука за финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација турнир по баскет во Валандово. Точка број 10, предлог одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на програмските активности на фудбалскиот клуб Победа Валандово. Точка број 11, предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Ударник Пирава за котизација за учество во напреварувачката сезона. Точка број 12, предлог одлука за одобрување на финансиски средства за реализирани програмски активности на женски фудбалски клуб ЖФК Победа 16 Валандово. И точка број 13, предлог одлука за уредување на јавен простор за продажба на сопствени земјоделски производи од страна на индивидуални земјоделски производители на територијата на општина Валандово. Отварам расправа по предложениот дневен ред, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Имаме представник од секторот финансии, раководителот господја Марија, ќе даде образложение по предлог одлуката. Марија, повели. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувани граѓани, добар ден. Со предлог одлука за измени и дополнување на буџет на општина Валандово за 2023 година, прв ребаланс, се извршени измени во основен буџет, буџет на самофинансирачки активности и буџет на дотации.
Со ребаланс основен буџет се зголемува согласно два склучени договори помеѓу општина Валандово и Министерство за култура за износ 11.670.734 денари и тоа 1.500.000 денари за реализирање на проектот Национален интерес во културата од областта на музичката и музичко-сценската дејност Фолкфест Валандово 2023 година и 10.170.734 денари за реализирање на проект санација на кров и фасада на културен центар во Валандово. Овие средства во расходниот дел се планирани на соодветните расходни конта. Основен буџет се зголемува за износ од 1 милион денари согласно решение за финансиска поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. 1 милион денари се планирани на конто за реализација на полски пат Калково. Исто така основен буџет се зголемува и за 2.754.550 денари врз основа на зголемена дотација по основ на ДДВ од приходи од ДДВ. Со тоа вкупниот износ на оваа подставка изнесува 31.420.550 денари. Буџетиран е и поголем износ од пренесениот вишок од претходни години, зголемен за 2.503.500 денари, со тоа вкупниот пренесен вишок од претходни години изнесува 8.503.500 денари. Освен измените со проширување во рамката на основниот буџет, извршени се измени во пренамена на средства кои до крајот на буџетската година нема да бидат искористени и во зголемување на средства на ставки потребни за текувното работење на општината. Измените во буџетот на дотации се направени во буџетирање на пренесено салдо од претходни години со исклучок на 2021 и 2022 година и тоа планирано е пренесено салдо во износ од 5.733.000 денари. А измените во буџетот на самофинансирачки активности е според доставените финансиски планови од страна на буџетските корисници за сопствените приходи и расходи. Вкупен ребалансиран буџет за 2023 година изнесува 300.189.000 денари. Расходниот дел е планиран според потребите на општината и на општинските буџетски корисници согласно законските прописи, финансиската политика, досегашното извршување на буџетот, насоките и препораките за рационализација на трошоците со цел за наменско и рационално искористување на средствата, пазарните флуктуации и планирање во време на криза. За сите дополнителни прашања стоиме на располагање. Благодарам. Благодарам за образложението. Отварам расправа по првата точка. Дали некој бара збор? Градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам председателя, почитувани советници, почитувани граѓани. Со овој прв ребаланс за текот до 2023 година, буџетот на општина Валандово генерално ќе биде проширен за еден голем капитален проект, кој што веќе е во тек по склучениот договор со Министерството за култура, тоа е реконструкција на киносалата, односно дел од Домот на култура во општина Валандово, кој што многу брзо треба да почне да се реализира. Така да би повикал, бидејќи се работи за навистина голема капитална инвестиција во поддршка со Министерството за култура, мислам, голем дел од средствата се обезбедени од таму, а остатокот ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Валандово и во тековната и во следната буџетска година би повикал сите заедно како советници да го изгласаме овие измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Ви благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставен на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е изгласана предлог одлуката за измени и дополнување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Преминуваме на втората точка. Предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за урбана единица населба Странец во град Валандово. Имаме представник од секторот урбанизам на општина Валандово, Бјоко, кој што ќе направи една презентација во врска со деталниот урбанистички план. Нацрт деталниот урбанистички план за урбана единица 7, блок 7.2, кој се наоѓа во населбата Странец. Овој блок 7.2 е дел од градската четврт за урбана единица 7, кој го сочинуваат 4 блока. Развојните стратегии на овој детален урбанистички план
произлегува од генералниот урбанистички план кој е донесен во 2022 година, каде јасно се дефинирани и специфицирани условите за планирање и развој на овој блок. Во овој блок предвидени се 5 улици, од кои 4 од нив се стамбени и една од нив е пристапна. Профилите на улиците во овој блок ќе бидат со 10.3 метра ширина, во кои спаѓаат по 2.4 метра тротоари и 5,5 метри коловоз. Исто така и една пристапна улица, која е со ширина од 5,5 метри. Сите овие улици кои се предвидени во внатрешноста на планот, кои може да ги видите овде, се така испроектирани за да има пристап до секоја една градежна парцела. Во рамките на овој блок предвидени се 65 градежни парцели, од кои 63 од нив се предвидени за домување во стамбени куќи. Во секој предвидено според демографските анализи да во секој едно семејство земено во просеку 3,5 жители, согласно со вкупното бруто развиена површина за домување, кој изнесува 32.133 метри квадратни, се предвидува да живеат овде околу 63 семејства или вкупно околу 221 жител. Исто така, сите овие парцели што се предвидени за домување имаат и компетабилни класи на намени, кои што по парцелите ќе можат да направат 30% компетабилни класи. Како например да има Б намена, кој е за мали комерцијални деловни објекти, В1 образование и наука, В2 здравствена социјална заштита и Д3 спорт и рекреација. Површината на овој план 72% од делот кој е земан како плански опфат е предвиден за домување. 3.70% е земено за заштитно и сообраќајно зеленило, 23% од планираниот план е земено за сообраќајници и 0.31% е земен како за инфраструктури за пренос на електрична енергија. Исто така, во овој план се веќе уцртени и предвидени водоводната мрежа, планирана е фекална канализација, както и атмосферска канализација. Овој детален урбанистички план представува основен и развоен документ кој има крајна цел преку рационално користење на земјиштето да се создават услови кои ќе го зголемат стандард за домувањето во стамбени куќи во овој дел од градот. По утврдувањето од страна на Советот следува јавна презентација и јавна расправа за овој план, кој што ќе биде организиран од страна на општината и градоначалникот, со тоа што таа ќе трае од 14 дена до 30 дена. Луѓето кои се собственици на ова земјиште или сите граѓани на општина Баланово ќе може да поднесуваат сугестии во вид на анкетни листови, забелешки и слично. Исти тие, доколку се окей, издржани, ќе бидат внесени и вградени во урбанистичкиот план. По презентацијата по јавната презентација, планот следува на согласност во транспорт. Благодарам. Благодарам Ѓоко за образложението. Отварам расправа по втората точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за едногласно е усвоена предлог одлуката за утврдување на нацрт детален урбанистички план за урбана единица 7 за блок 7.2 населба Странец во град Валандово. Преминуваме на третата точка. Квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот 1.1.2023 година до 30.6.2023 година. Образложение ќе даде колешката советник, повели Валентина. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани граѓани. Во финансискиот извештај на работењето на јавното предпријатие Комунален сервис прикажани се кумулативно остварените приходи и реализираните расходи за периодот 1.1.2023 година до 30.6.2023 година. Јавното предпријатие Комунален сервис Валандово има остварено приходи во вкупен износ од 12.787.642 денара. Во структурата на приходите
во најголем процент учествуваат приходите од вода од правните и физичките лица, приходите од одведување на урбани отпадни води, исто така од правните и физичките лица, приходи од смет и приходи од јавната чистота. Во табела број 1 е убаво покажано, сликовито е напишано по сметка, кој од колку приходи учествува во купните приходи на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Во извештајниот период од 1.1.2023 година до 36.2023 година за извршување на дејноста јавното предпријатие Комунален сервис Валандово има реализирани се расходи во износ од 14.390.985 денари, распоредени во табелата по сметка. Во структурата на приходи на расходи во најголем процент учествуваат расходите на електрична енергија, расходите за плата, потоа трошоците за гориво, трошоци за анализа на вода и хлор, трошоци за поправка и така натаму. Во извештајот исто така имаме направено процент за наплата. Наплата на физички лица, која што е прикажана по месеци, фактурирана, наплатена и процент на наплата. Вкупно во овој период од 1.1.2023 до 30.6.2023 година во процент вкупната наплата кај физичките лица изнесува 87,95%. Наплатата кај правните лица исто така е поделена по месеци, фактурирано, наплатено и процент на наплата, каде што вкупниот процент на наплата изнесува 94,98% од наплатата кај правните лица. И на последната табела, вкупна наплата физички и правни лица исто така по месеци се определени, по фактурирано, наплатено и процент за наплата, каде што вкупно 90,04% е процентот на наплата кај физичките и правните лица. Како резултат на разликата меѓу остварените приходи и направените разходи, јавното предпријатие Комунален сервис Валандово во период од 1.1.2023 до 30.6.2023 има остварено загуба во износ од 1.603.343 денари. Благодарам. Благодарам, колешке. Отварам расправа по третата точка. Дали некој бара збор? Колешката Анита, повели. Јас имам две прашања до директорот. Гледам дека не е тука, па ќе го поставам прашањето, се надам на одговор. Дали во последните 2 години Комунален сервис е тужено и дали е блокирана сметката во текот на оваа година? И второто прашање ми е, дали е вистина дека имате набавено огревно дрво за вработени, на вработените им си наплатени, а не си исплатени на Македонски шуми? Дали Македонски шуми ве има тужено, дали долгот е исплатен и дали сметката е блокирана и како? Благодарам, колешке. За реплика се јави градначалникот. Повели, градначалник. Благодарам на советничкото за поставените прашања. Во отсуство на директорот, сега јас не можам доследно да ги одговорам сите прашања, но работењето на јавното комунално предпријатие и на секое јавно предпријатие, вклучувајќи и нашата работа, мора да биде јавна и транспарентна. И сите сме информирани дека јавното комунално предпријатие имаше финансиски проблеми, блокади и притисоци и затоа, мислам, побарување кои што ги имаат одредени страни од страна на предпријатието и токму поради тоа, ние како совет на општина Валандово изминатиот период издвојуваме одредени средства за предпријатието, финансиски да биде нормализирано. Изминатиот период видовме една пресконференција која што се случи, на која што навистина не беа, иако нон-стоп ги потенцираме, не беше наведена енергетската криза, намерно беше испуштена да се спомне покачувањето на минималната плата, се тоа кое што предонесуваше јавното комунално предпријатие, значи зголемувањето на минималната плата, зголемувањето на трошоците за електрична енергија кои што ги имаше предпријатието и кои што се релевантни причини поради што предпријатието е во таква состојба, да не заборавиме за една од клучните
причини, а тоа е што јавното комунално предпријатие изминатиот период многу често превзема ингеренции по другите населени места и практично ги превзема сите населени места и со водоснабдување и со нормални комуналните услуги. Исто така потенциравме дека изминатиот период нашето јавно комунално предпријатие беше единствено кое што не ги зголеми без одлуки на регулаторна комисија, бидејќи одредени ставки на комуналните услуги може и ги одлучува единствено регулаторната комисија, цените и вредностите на истите, другите советот, управниот одбор на предпријатието, самото предпријатие може да направи зголемување, истите во речиси сите општини во државата, тоа го дискутиравме на претходната седница на Советот 10 дена, беа зголемени за 100%, за 200% во одредени општини, за 300%, така да јавното комунално предпријатие дека има одредени финансиски проблеми поврзани со ликвидноста, ниту го криеме, ниту ќе го криеме, но дека јавното комунално предпријатие со планот за стабилизирање многу брзо ќе биде финансиски стабилно и да не се повторуваме тоа што го зборуваме на секоја седница до сега, тоа навистина ве уверувам. Дел од прашањата кои што се однесува за оградното дрво, мислам дека на наредните седмици на Совет ќе ви даде одговор и директорот кој што денес не е овде поради оправдани причини. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Дали имате контрареплика, колешке? Не. Дали има некој друг колега за збор? Колешката Јулија повели. Добар ден, почитувани. Најнапред би сакала да искажам едно жалење, бидејќи директорот на јавното предпријатие Комунален сервис во Ландово не е денес овде со нас, бидејќи добро сите не служи помтењето како пред 5 години овде се најде стар директор и нов и како цело време се разлагаше всушност позитивен извештај и позитивно мислење од квартален извештај на полугодишен финансиски извештај на јавното предпријатие, а сега овде немаме за жал директор за да можеме да му ги поставиме тие прашања и не знам какво е тоа оправдување што не е овде, еве никој не ни информира претходно, меѓутоа можеше да дојде и претходната директорка, која што ова беше всушност неизино работење, односно неизина би требало да биде неизин финансиски полугодишен извештај за работењето на јавното предпријатие. Пак ќе кажам, гледам дека надзорниот одбор повторно дал позитивно мислење на негативен извештај. Меѓутоа, ајде, што е тоа? Ставките многу пати се расправени, веќе знаеме дека комуналното е потонато, дека има многу платени, неисплатени, гледаме дека има доста обврски кои што се кондовувачи. Електричната енергија во повеќе наврати рековме дека ќе биде исклучена, а всушност веќе помага самата општина за тоа да биде надминато и тоа се е во ред, рековме ние сме тука да помагаме, меѓутоа треба да се знае дека ова мора да се реши и претходно напоменавме дека секој треба да има план и начин и насока како ќе оди работата на самото предпријатие. Баш за таа цел требаше денеска да биде ново избраниот директор овде, да каже колку дол наследил и како всушност етапно секој месец тој ќе го намалува тој долг. Значи како всушност да видиме, значи ние како советници, нели, они точно си имаат надзорен одбор за финансиско материјално работење на самото комунален сервис, меѓутоа ние да видиме колку е вкупниот долг на предпријатието и дали всушност самиот директор ќе направи добра стратегија, добар план за да може сето тоа да се намери. Еве, бидејќи не е во отсуство на директорот, вие сте овде, нели? Имаме шеф на сметководство и вие како градоначалник. Прво прашање ќе ми биде дали е вистина дека во комуналниот сервис вчера е стигнат извештај за вода која што е неисправна. Вода која што содржи ешерихија коли, 4 единици на 100 мл, кој што е дозволено 0, и други калиформни бактерии, односно фекални бактерии, кои што се во водата.
Дали е вистина дека не е информирана јавноста, не знаат јавноста, значи барам од вас вие тоа да ми го кажете и да ми, нели, ипак сигурно сте во корелација со самиот директор. Примерокот бил земен во населбата Албанска мала. Кој ќе ја поднесе оваа одговорност од кога е стигнато само од самиот извештај за водата дека не е за пиење, а всушност стига до домовите, не е во ред. Значи водата стига до секаде, во ред, може би се случуваат нели секакви работи и може да се случи да се појават низа проблеми со самата вода за пиење, меѓутоа кога веќе го имате извештено зошто самите луѓе и граѓани кои што живеат во таа населба не се информирани. Плюс, не можам да не кажам, пред, сега ќе го видам и одлуката, пред 4 месеци на 28.4.2023 година Советот на општина Валандово одобри износ од 200.000 денари за набавка на дозер пумпа за натриум хлорид со сите неизини делови. Дали е точно дека водата која што доаѓа од изворот горе не се хлорира, дека не се врши редовно хлорирање? Значи, ова е нешто што е озбилно и што го загрозува јавното здравје на сите граѓани во Валандово. Потоа, кога спомнавте дека имало прес, точно имало прес и наша обврска како советници, нели после секоја седница, ако не на пресови, се видуваме со граѓаните и ги информираме за сите случувања кои што се во самата општина. Рековте дека овде не сум спомнала за зголемување на платата. Точно, имаше зголемување на платата, меѓутоа секогаш пред, нели, кога ќе се зголеми платата, се прави план како сето тоа да се надмени, како да ги решиме сите проблеми. И потоа, велите дека се преминало со зголемување на ингеренции во другите населени места. Јас повеќе пати и во повеќе наврати прашав, дали сите места каде што се преземаат ингеренциите, каде што се собира смет и вода се наплаќаат, дали добиваат сметки за вода и героранина и јавна чистота. Потоа, за колешката за огревното дрво. Ако тоа го имат направено, тој е тежок криминал, не може ти, јас имам преку синдикат дрва, школото сега да земеме ние дрва, да ми ги сопре парите на мене, а да не ги уплати на македонски шуми. Тоа е катастрофа. Значи не е во ред. Каде се тие пари? Зошто вака се случува? И многу убаво се сеќавам, а и ја изгледав седницата пред 5 години, кога беше стариот директор и кога дојде новиот директор и нели кога кажуваат колку е долго, дека долгот на јавното предпријатие е 2.800.000 денари и каде што еден од колегите искоментирува дека предпријатието редовно секој месец враќа по 300.000 денари, каде завршувале сега овие пари, нели? Јас прашувам сега каде завршуваат, ако претходно било ликвидно и сите и редовно се враќале за останати долгови кои што ги имале и знаеме дека јавните предпријатија пред се нели потешко функционираат и се во ред. Меѓутоа, каде се сега тие пари? Зошто сега долгот е толку голем? Благодарам. Благодарам, колешке. Реплика има градоначалникот, повели. Благодарам, председателя. Почитувана советничке, јас навистина ќе се обидам да бидам и добронамерен, бидејќи во вашето излагање наведовте низа на тешки подобрувања, за кои што ако не сте 100% сигурни, мислам дека воопшто не треба да ги спомнете, но тоа е ваш начин на функционирање. Јас повеќе пати и во минатото на претходните седмици имам потенцирано дека не смееме да дозволиме една ваква дискусија да имаме во општина Валандово, бидејќи ова е најбрзиот пат до пропаста, кога човек на човек поради тесни партиски интереси му станува волк. Во моментот Во моментот мислам дека сите сте свесни, барем додека сте вие советници, дека секогаш директорот на јавното комунално предпријатие, посебно
во овој период е присутен на седниците на Советот, додека тоа во минатото, бидејќи сум бил и советник, не било пракса, но воопшто не треба да се враќаме назад. Извештаите на јавното комунално предпријатие повторно не би се враќали наназад, секогаш биле речиси во минус, така да добро да ги погледнете од аспект на безбедноста на водата, која што мислам дека е најсериозното обвинување кое што го рековте вие денес овде. Навистина, јас не сум информиран и ќе ги провериме сите тие наводи, бидејќи јавното комунално предпријатие мора да обезбедува чиста и квалитетна вода за пиење. Многу фактори таму играат улога, бидејќи секојдневно стигнуваат анализи, се взимаат во најразлични периоди и затоа ние како и Совет и Општина Валандово цело време апелираме дека јавното комунално предпријатие мора да ги преземе сите ингеренции со водоснабдувањето на секаде, бидејќи на тој начин се гарантира само квалитетот на водата. Кога давате обвинувања кои што се навистина многу сериозни или каде завршили тие средства или надзорниот одбор гласал негативен финансиски извештај, тие се стандардни извештаи кои што се случуваат во секојдневното работење на секој економски субјект и они само имаат надлежност да проверат дали според нивните ингеренции се е според закони како било се до тоа реализирано, додека извештајот може да биде и позитивен и негативен и слично, така да немојте да мислите дека бидејќи многу од буџетите на развиени земји се во дефицит, но тоа не значи дека се случува некој крах и мора да направите разлика помеѓу ликвидност и солвентност. Јас ја разбирам потребата за нападите кои што ги правите кон јавното комунално предпријатие. Јасно ми е дека ја подгревате како тема, но навистина ниту еднаш не видов искрени намери дека сакате да им помогнете на граѓаните. Мислам дека не е коректен на вашиот настап, но тоа зборува само за вас. Јас тука не можам ниту да ве судам, ниту да ве осудувам, но ви реков и претходно, ќе ви кажам уште еднаш, начинот на кој што сакате да го воспоставите и политичкиот и општествениот диалог во Валандово, навистина според мене е несоодветен и храбро ќе се борам и ќе се спротивставам на тоа, бидејќи немаме потреба од омраза во ова наше општество. А јавното комунално предпријатие во однос на сите други јавни предпријатија во моментот во државата, ви реков тоа неколку седмици, да ги проверите финансиските извештаи, најбрзо може да биде стабилизирано од било кое друго јавно комунално предпријатие, бидејќи не се работи за огромни суми и затоа и општината и јавното комунално предпријатие има направено план кој што е и да нема на следната седница на Совет точка за јавното комунално предпријатие, дека биде присутен директорот, тој не е побегнал, туку се наоѓа на одредена комисија за оценување на проекти во моментот, нешто што беше закажано само 2-3 месеци и не е своеволно недојден или некој од нас да мислите дека бега од нападите кои што вие треба да ги изнесете овде. За се има одговор, само че треба да бидат изнесени добронамерно и конкретно. Вие едноставно, кога доаѓате овде во Советот на Општина Валандово, кога доаѓате во некој ринг, секогаш сакате да се карате и да се надмудрувате на еден начин кој што е несоодветен, значи без аргументи, туку секогаш со тешки обвинувања и квалификации. Јас навистина тука не можам да помогнам, но би сакал да апелирам навистина да бидеме коректни, да изнесуваме аргументи, бидејќи некогаш дури во јавноста сакате да се представите како жртви и дека некој овде вас го навредува, а тоа воопшто не е
Така, единствено што сакаме е да дискутираме аргументирано, коректно и во интерес на граѓаните на општина Валандрово. Сите функции кои што ние во моментот ги имаме, вклучувајќи и вашата, и мојата, и било кое, се минливи и менливи. Но додека сме на тие функции, треба да оставиме нешто за граѓаните во кои што се помнено. И тоа со личен пример и со дело. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрареплика има колешката Јулија, повеќе. Значи вака, пред се, најпрвен би сакала да кажам, точно се согласувам со вас дека сите функции се минливи и менливи и дека треба најчесно и најкоректно да се однесуваме и да ги работите овде. Меѓутоа, мене ми е жал што со секоја констатација која што ќе биде искажана од страна на советниците кои што овде имаат нешто што да ви кажат, вие цело време верите дека тоа е неискрен начин, дека тоа е неискрено кажување и укажување. Меѓутоа, тоа всушност покажува колку вие цело време зборувате дека некој друг прави политиканство, оствари вие го правите и сега во овој случај сте вие овде жртвата и се е во ред. Меѓутоа, за овие обвинувања за вода за пиење, јас ве замолувам, еве сега во момент, значи најдобро намерно, прашајте дали навистина стигнат извештај, дали навистина ги има овие бактерии кои што ги има во водата, затоа што навистина е голема работа. Ако јас лажам, ако кажувам невистини, јас самата ќе се извинам заради кажаното. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако вие всушност го знаете дека го има извештај или извештајот е добија на неј и кажат го загрозуваме јавното здравје на луѓето. И сето ова сега всушност е невистина. Затоа и не зборувам веќе денеска не ни влегувам во збор за самиот финансиски извештај, само што еве го дека е самата точка за тој финансиски извештај. Искрени се намерите и сакаме да помогнеме. Меѓутоа на вас ви е тешко да си признаете дека ние искрено да настапуваме во овие работи. На вас ви е тешко да си признаете. Потоа, зошто цело време проверате ги другите општини? Не сакам да ги проверам другите општини. Сакам мојата општина да напредува како што треба. И баш ќе ми биде мило сите граѓани да земуваат навремено плата. Овие што ги кажуваат 26 милиони дека се должни да бидат надминати. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Само сакам јас първо да искористам право на реплика. Значи, во врска со транспарентноста, ако некоја власт локална се покаже на таа транспарентност, тоа е ова, бидејќи до сега ниту еден директор, дали на јавното предпријатие, дали на некоја друга институција, не се случувало намерно да отсуствува од советот. Овој ден навистина е исклучок со тоа што директорот ќе биде присутен сигурно на наредни седници, да даде образложение и да одговори на прашањата, со тоа што да не се навраќаме како беше кога вашите директори не се ни појавуваа на совет и тоа беше со години. И сега, во врска со вашите искрени намери, би сакал тоа да го покажете на дело, бидејќи зборуваме овде да се помогне на предпријатието, а вие не го покажувате тоа на ниеден начин, затоа што не го поддржувате планот за помагање на предпријатието, а од друга страна не давате никаков предлог или некоја иницијатива ваша како да се надмине оваа криза во комуналното предпријатие, бидејќи граѓаните не се запознаени на претходниот совет, на самата комисија дури предложивте и повеќе средства да се одобрат на комуналното предпријатие, за потоа да не ги гласате ни тие што се одобрија помалку. Значи не ги гласате средствата за помош на комуналното предпријатие, претпоставувам и наредните точки 5 и 6 нема да ги поддржите. И тогаш каде се вашите искрени намери, ве прашувам? Како ќе помогнеме на предпријатието кога тенденција ваша е општината да не помага, водата да остане иста цена, а од друга страна трошоците знаеме како растат на самото комунално предпријатие. И сакам да ве прашам, зошто до сега не сме слушнали обвинување дека некој во комуналното предпријатие злоупотребил јавни пари, направил некоја проневера, затоа предпријатието е заглавено. Зошто не сте обвиниле дека јавната чистота не е на вистинското ниво, дека
ѓубрето не се собира на време, туку се фаќате за оваа точка за која лажно сакате да помогнете, а на крај никако не покажувате, значи да покажете доблест да изгласате една точка или да дадете предлог како тоа да го решиме. Затоа тврдам, како и многу пати претходно, дека вашите намери не се искрени и дека само сакате политички да поентирате на цела оваа тема. Благодарам. Контрарепка. Победи. Така е, преседавач, моите не се искрени, твоите намери се искрени најмногу. Најмногу ми е криво што сега изнесувате вие сами невистини, затоа што јас бев таа што дадов точно на самата комисија да бидат да им се даде на граѓаните плата кои што работат во комуналниот сервис. Меѓутоа, нели, бидејќи ќе имало ребаланс на буџети, не беше. И затоа рековме ќе гласаме воздржани, ако затоа што тие 2 милиона се само за електрична енергија, не се за плати. И тоа јавно беше кажано. Меѓутоа, нели, секогаш работите, гледате да си ги извртите како на вас ви одговара. И инаку, тоа што е. Не го благодарам. Благодарам, колешке. Збор се јави градоначалникот, повели. Благодарам, председателя. Мислам дека веќе е депласирано да дискутираме темата, но очигледно дека нешто што најмногу одговара, посебно на советничко е комуналното предпријатие да биде во ваква состојба. И пак ќе кажам дека секој обид да се ситуацијата за употреби нема да успее од проста причина што причините поради кои што јавното комунално предпријатие, и затоа велам проверете ги и другите, апсолутно и мене најмногу ме интересира како ние функционираме тука, но тоа ви го кажувам како аргумент за кога зборувате да дискутирате аргументирано, не само паушално. Причините за ваквите извештаја на јавното комунално предпријатие се апсолутно објективни. Се случиле поради објективни причини, кои што сите ние ги чувствуваме. Бидејќи, ако се сеќавате, минатата година на седниците на Совет, издвојувањето што општина Валандово ги правеше за електрична енергија, од 4 милиони денари ги покачивме на некаде над 10 милиони. Тоа е објективно 6 милиони денари повеќе за електрична енергија општината што потрошила минатата година во време на енергетска криза. И тоа е аргументирано да дискутираме и да кажуваме кои се причините. Вие во многу ситуации ви реков давате тешки обвиненија, кои што сметам дека се контрапродуктивни за сите нас. Во ниту еден момент, рековте дека јас сум сакал да излезам жртва, ниту ве навредувам, ниту ве омаловажувам, јас ве охрабрувам да продолжите со вашиот ентузијазам, но доколку тој не е добронамерен и е свртен само кон вас лично и вашиот личен напредок, тогаш ќе биде многу голем проблемот. Затоа апелирам, ја знам дека темата сврзана со јавното комунално предпријатие во моментот е потреба многу голема ваша, да ја имате како жива материја, но еве ќе се повторам со тоа што го зборувавме на претходните седмици на Совет, многу брзо ќе бидат исплатени сите плати кои јавното комунално предпријатие ги должи на вработените и комуналното предпријатие ќе биде повторно ликвидно. Така да би сугерирал само да бидеме конструктивни и добронамерни во процесите. Апсолутно ништо, ниту еден од нас не е крие, немам потреба јас да прашувам одредени работи, вие сте исто така, тука имате ингеренции, можете и да прашувате, ниту некој тоа би го забрани, ниту некогаш ќе би го забрани, битно е да функционираме исклучиво во интерес на граѓаните. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој за реплика? Само не. Не? За збор се јави и колешката Валентина. Вака, почитувани, јас би сакала околу финансискиот извештај да кажам неколку збора. Значи, тој
е според законски утвърдените правила и прописи. Значи приходите се толкова колко што се дадени во финансискиот извештај, а разходите се толкова колко што се дадени во финансискиот извештај. Значи сегашниот директор и претходната директорка тврдам додека сум јас работам во комуналниот сервис. Значи максимално домакински, рационално се користаат секој денар влезен како приход во комуналното предпријатие. Значи нема потреба од вакви напаѓања, значи негативни резултати. Резултатот е таков каков што е. Приходите се толку колку што се, расходите се толку. И за точката за дрвата, се чини беше за да. Значи јас и тоа го тврдам, затоа што јас ги правев исплаќањата назад кон вработените. Значи на вработените им беше субирано за дрва. Договорот не се случи со јавното предпријатие Македонски шуми. Назад до денар на сите вработени им се вратени парите што им бие претходно сопрени за дрва. И тоа го тврдам и тоа мислам е докажано со документи. Благодарам. Благодарам колешке, за реплика се јави колешката Јулија, повели. Бидејќи голем дел од прашањата кои што на почетокот на моето излагање ги поставив, не ми беа нели одговорени. Јас еве утре писмено ќе барам до вас да ми ги одговорите тие во најпосможен рок и исто за нели за Македонски шуми што било тужбата, дали има, колку има, па да видиме нели дали е вистина тоа, инаку никој не кажува дека не работите домакински, меѓутоа гледаме дека самото предпријатие цело време тоне наместо да покажува некоја позитивна биланс состојба. Благодарам. Благодарам колешка. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, третата точка од дневниот ред ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 7 гласови за, 5 против, нема воздржани, е усвоен кварталниот финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис во Ландо за периодот 1.1.2023 година до 30.6.2023 година. Продолжуваме со следната четврта точка. Годишен план за вработување на јавното предпријатие Комунален сервис во Ландо за 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Да, повели? Бидејќи нели убаво е да се објасни зошто и како е нема ли да има објаснување за граѓаните да го слушнат нели зашто е одлучено на овој чекор и колку всушност ќе се покачува. Првото е мислам за мислам за одбор, добро. Колешки четврта точка, годишен план за вработување. Мислам точно добро. Да, не е проблем. Дали некој бара збор? Јас? Да, извини, повели. Бидејќи на претходната седница нели се искажа одреден револт од претседателот на Советот Владимир Марков дека всушност се изборуваат паушални работи и дека не се знае бројот на вработени, колку се вработени, колку се на договор на дело и колку се агенциски. Еве јас не знам колку се договор на дело и агенциски. Гледам колку имаат во план да вработат за оваа година, планот 15, нели тој план може и да не се оствари, меѓутоа ако се оствари, тоа е крајно за комуналната не беше 15. Знам дека минатата недела 7 се им е трансформиран, мислам од договор на дело се преминати преку комунален сервис. Председавач, колку има на договор на дело и колку има агенциски, ако може да ми кажете, за тоа што нели да не спекулираме со бројки. Вака, значи, ќе искористам право за реплика. Повторно ги мешате работите, колешке. Значи, на крај, уствари, и сами си признате дека различно е. Значи, едно е план за вработување, а друго е колку реално има вработено предпријатието. Значи, тоа е план кој што се планира, не значи дека се реализира, истиот беше и минатата година. Тие вработување немало потреба, не ги реализирали.
еве за да знаат и граѓаните, јас имам податоци, значи во 2015 биле 42 вработени, кои што биле со договор склучен за работа со комуналното, сега се 31, значи се помалку, а моментално комуналното предпријатие, колку што имам информација, има 4 вработени преку агенцијата и околу 18 што се на договор на дело, со тоа што таа бројка нели варира во зависност од потребите и во зависност од тоа како одредени вработени напушкаат, доаѓаат нови и така. Така да ако не ви значат ништо овие бројки, не знам како друго да ви објаснам дека комуналното предпријатие не се користи за партиски вработување, туку се вработува толку колку што има потреба, земајќи во предвид дека во изминатите години, значи во Емискиот регион, Јосифово, Удово се целосно земени под комуналното предпријатие. Значи таму требало сигурно и дополнителни вработени. И затоа јас реков дека колегата изнесува лаги кои што не се во ред да ги изнесува, без да има информација колку вработени има предпријатието, тој рече дека било пренатрупено, превработено и слично. Мислам дека се задоволни од одговор. Благодарам. Може и контрадик. Да, повели. Сега кажавте дека порано од 2015 биле 40 и колку рековте? 2016 се 39, 2015 42. Да. Зборувам за тие Да, редовни вработувања. Знаете ли, колега, зошто голем дел од нив, ето да прашувам вас, напуштија. Знаете ли зошто голем дел, мислам дека од ланската година до сега или една година назад, зошто си отидоа? Затоа што немаше редовна плата, затоа што луѓето не добиваат. Затоа е намален бројот на тие вработувања и покрај тоа што на некои места се плюс вработени. Меѓутоа, не се шири невистини ако се кажува дека е превработено. Значи има партиски вработувања и точно е дека тие се пред се на договор на дело и на агенциски преку агенциски вработувања. И благодарам. Благодарам, колешка, јас ќе искористам право за збор, бидејќи на вистина не можеме да се разбераме, очигледно не разговараме на ист јазик. Значи, пренатрупеност и превработеност, ако комуналното во овој момент има 80-90 вработени, и тогаш да обвинувате дека со тие вработувања комуналното предпријатие било заглавено. Значи, го тврдиме тоа повеќе време, дека зголемувањето на минималната плата придонесува ставката на контото плати да се зголеми енормно и затоа ги изнесов овие бројки. Затоа колку и да ги соберете овие што се стални вработувања и договор на дело, повторно се доаѓа до бројка некаде околу 50 вработени, кои што најверојатно е оптимално комуналното да функционира. Вистина е, некои си отишли од работа поради тие причини, други се вработиле. Битно е што успеа директорите да ги задржат услугите кои ги нудат на граѓаните, да има навремено вода, да нема прекини на водата, да јавната чистота да е на високо ниво, површините да се одржуваат и слично. Значи тоа во повеќе наврати го тврдам и го кажувам дека клучното е тоа. Навистина тешко функционира таму, но ете има план за поддршка, ве повикувам да ги поддржиме новите мерки за во комуналното предпријатие, за да може да дојде да биде барем рентабилно со новите цени и со помошта која што ја нудиме да се помогне од страна на основачот, Советот на општина Валандов. Благодарам. Дали има некој за реплика или за збор? Колега, реплика повели? Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Гледам дека постојано се спомнува некој план за надменување на состојбата во комуналното предпријатие, а истиот никако да го видиме. Доколку има веќе план и новиот директор, исто и локалната самоуправа, дајте да го видиме планот, да видиме кој е излезот од оваа состојба во комуналното предпријатие. Доколку бројот на вработени е оптимален, како што викате. Кој е излезот од кризата? Еве имаме нагласени точки за зголемување на цената на водата, која што и како ќе удри по и онака малиот буџет на граѓаните во општината.
Дали наплатата ќе се зголеми со ова зголемување на цените? Имаме зголемување континуирано на минималната плата, значи во наредниот период повторно ќе имаме зголемување на платите, повторно ќе имаме долгови. Благодарам. Благодарам, само контрреплика. Очигледно, колега, вие сакате повторно вработените да се вратат, да взимат по 8, по 10.000 плата и да го нарушиме целосно нивното достоинство, да работат за истите плати. Платите треба да одат горе, како одат платите, се зголемуваат нормално и останатите трошоци за живот. Се покачува електричната енергија, се покачуваат трошоците за водните услуги. Многу пати сме рекли, видете ги цените во околните населени места. Убедливо има најниска цена на вода. Точно е дека секој покачување удира по џебот на граѓаните, но тоа мора да биде реално за комуналното предпријатие да остане ликвидно и да не го доведеме во уште по-лоша состојба. Не знам стварно што не е јасно. Благодарам. За збор се јави градоначалник. Поле градоначалник. Да, бидејќи и претходно зборувавме дека ова е неисцрпна тема, ви се бара на секоја седмица да се покаже план за јавното комунално предпријатие. Планот го гледаат и советниците, и граѓаните на самите седмици на совет, како се извојуваат финансиски средства и слично, и се дадени јасни насоки како тоа ќе биде наредниот период спроведено, но очигледно дека, како што реков, темата е многу значајна за одредени поединци овде, кои што сум 100% сигурен дека не го штитат интересот на граѓаните на општина Валандово, кои што во овој момент го покажуваат повторно своето лицемерие за една од наредните фалши кои што треба да следат и покажуваат како сега тоа ќе удри врз џебот на граѓаните и скромниот буџет кој што го имаат граѓаните и слично. Јавното комунално предпријатие и општина Валандово ги дава своите услуги и ќе продолжи да ги дава. Ги дава најевтино во моментот од било каде на друго место за еден од најбитниот ресурс без кој што не можеме нормално да функционираме, а тоа е водата за пиење и другите комунални услуги. Навистина станува депласирано да покажуваме едно такво лицемерие и да треба да се бориме за лицемерието. Ако ги коментираме платите, ако ги коментираме превземањето на ингеренциите на јавното комунално предпријатие кои што ги има, ако коментираме друг ред на кризи кои што ни се случија изминатиот период, навистина станува релевантно прашањето да ве прашам советнички Тушевска и почитуван советниче да го кажете вашиот план кој е за јавното комунално предпријатие, ќе го спроведеме веднаш од овој момент. Доставете ми директор на јавното комунално предпријатие, ќе го поставиме во овој момент или ако сакате ќе го назначиме и вас. Но навистина апелирам да престанете со оваа тема и со тешките судбини, бидејќи на вистина злоупотребувате човечки судбини за ваши лични интереси. И на вистина е некоректно ова што го правите. Пробав на најразлични начини. Едно зборувате дека сте за решавање на состојбите, друго правите со вашите постапки и дела. Ниту еднаш, по ниту еден основ нема да дозволиме, ви реков и храбро ќе се борам против тоа, да направиме ваква омраза, како што посебно изминатиот период се обидувате да ја ширите низ локалната заедница. И тоа воопшто не е во ред. Правите такви тензии за теми за кои што милион пати сме ги коментирале, за кои што јавно и јасно дискутираме овде, да тоа навистина не е во ред. Ако имате ваша одредена лична политичка цел од ова, сите заедно ќе се заложиме за да ви ја оствариме. Но ве молам да ги заштитиме граѓаните на општина Валандово. Бидејќи сум спремен да дискутирам на секој прашање аргументирано, но да коментирате и да спомнувате одлуки кои што секојдневно ги носиме на секоја од седниците на совет изминатиот период за јавното комунално предпријатие и да прашувате за план
и слично, навистина веќе станува некоректно да го претвориме Советот на општина Валандово во една ваква состојба во која што исклучиво ќе дискутираме за проблемите. Свесни сме за проблемите, свесни сме дека тоа се платите, работиме на тоа по брза постапка целосно да биде решено. Ете, вие сте многу искрени во намерите, ве молам, кажете ни го вашиот план. Што треба да направиме? Го правиме тоа одма и веднаш. И да ги решиме веќе проблемите на граѓаните во кои што толку многу се колнеме. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој за реплика? Колешката Јулија повели. Бидејќи искрено замоливте нели за план кој што ќе се надмине самото комунално кој што ќе го намине самото јавно предпријатие и комунален сервис во Валандово, имаме план. Ќе дојде време кога навистина ќе се реши, ќе испаднеме пред вас и ќе кажеме како треба да се направи. Меѓутоа, пред се мислиме дека имате грешка кадрови решенија и луѓе кои што не можат да го надминат самиот тој проблем. Ви благодарам. Благодарам. Контрареплика, градоначалникот повели. Само кратко, ова беше доказот за она што го зборував јас изминатиот период, бидејќи ако има решение, се доаѓа и го решаваме заеднички проблемот на сите граѓани. А има време, ќе дојде време, ќе дадеме ние план. На вас ви одговара оваа тема, но на граѓаните не им одговара оваа тема и затоа работиме да ја решиме веднаш и одма. И ние сами правиме прилагодување на буџетот на општина Валандово изминатиот период и апсолутно голем дел од финансиските средства наредниот период од општина Валандово ќе ги насочиме таму, но и вработените, кои што се едни од најчесните вработени во општина Валандово и сите тие долгови кои што ги имат и плюс ќе бидат наградени за целиот овој период, додека вие вака неискрено ги злоупотребувавте. Бидејќи на нивен грб изминатиот период мислевте дека добивате политички поени. И тоа е многу жалосно. Благодарам, градоначалник. Колешка, немате веќе право за реплика. Дали има некој друг за реплика или за збор? Нема. Ова четвртата точка од дневниот ред е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 8 гласови за, 5 против, нема воздржани, е усвоен годишниот план за вработување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Преминуваме на следната пета точка, давање согласност на одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2023 и 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Ќе замолам само колешката Валентина, ако може да го каже покачување, чисто за да имат информација граѓаните. Повели. Благодарам, председателе. Вака, решението што го добивме од регулаторна комисија гласи вака. За категорија домакинство новата цена ќе изнесува 6,43 денари, односно покачување од 0,63 денари или во проценти 10,8%. Цената сегашна е 5,8 денари. Кај категоријата останати, новата цена е 8,66 денари, покачување од 0,86 денари во проценти 11%. Сегашната цена е 7,8 денари. Тука е кај тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води. Кај тарифата... На наредно? Добро, може. Благодарам. Ви благодарам. Отворам расправа, дали некој бара збор? Или ќе никој не побара збор? Согласност ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против,
5 воздржани, е одобрено давањето согласност на одлуката за усвоена тарифа за собирање и обредување на урбани отпадни води на јавното предпријатие Комунален сервис Валандо за 2023 и 2024 година. Преминуваме на следната, 6 точка. Давање согласност на одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандо за 2023 и 2024 година. Колешки би замолил повторно да образложите, повели. Благодарам, председателе. Вака. Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за категорија домаќинства во износ од 22,62 денари, таа е новата цена, или покачена за 3,82 денари или во проценти 20,3%, сегашната цена била 18,8 денари и за категоријата останато во износ од 30,08 денари во нова цена или 5,08 денари покачување или 20% покачување, сегашната цена 25 денари. Благодарам. Ви благодарам, колешке. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 6-та точка е ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема, воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 5 воздржани, е усвоено давањето согласност на одлуката за усвоена тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното предпријатие Комунален сервис Валандо за 2023-2024 година. Преминуваме на следната, 7 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиска помош на Луна Попкостова од ГПЛ за покривање на трошоци за лекување во странство. Со ова одлука се одобрува 90.000 денари како финансиска помош. Дали некој бара збор? И никој не побара збор. Предлог одлуката е става на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, 8 точка. Предлог одлука за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација Јосиповско лето 2023. Со ова одлука се одобруваат 120.000 денари за реализација на спортско-културна манифестација Јосиповско лето. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, 9 точка. Предлог одлука за финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација турнир по баскет во Валандово. Со ова одлука се одобруваат 60.000 денари за како финансиска поддршка за реализација на ова спортска манифестација. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е става на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, 10 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на програмски активности на фудбалскиот клуб Победа Валандово. Со ова одлука се одобруваат 80.000 денари за реализација на програмските активности на фудбалскиот клуб. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, 11 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Ударник Пирава за котизација за учество во надпреварувачката сезона. Со ова одлука се одобруваат 80.000 денари на фудбалскиот клуб Ударник од Пирава. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема.
Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 12-та точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за реализирани програмски активности на женски фудбалски клуб ЖФК Победа 16 Баландово. Со ова одлука се одобруваат 80.000 денари на женски фудбалски клуб. Отварам расправа, дали некој ба разбор. Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на гласање. Премолам да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против. Нема воздржани, нема. Констатирам дека со 12 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на последната точка, 13-та. Предлог одлука за уредување на јавен простор за продажба на сопствени земјоделски производи од страна на индивидуални земјоделски производители на територијата на општина Ландово. Отварам расправа. За збор се јави градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам председателя. По однос на оваа точка изминатиот период, посебно и години наназад, во одредени периоди, посебно летните периоди, стигнуваат многу пријави и до општина Валандово и до Советот на општина Валандово за начинот на кој што се уредува простор каде што има продажба на индивидуални земјоделски производители кои што ги продаваат своите производи, и со оваа одлука Советот на општина Валандово му наложува и му дава ингеренција на јавното комунално предпријатие да го уредува тој простор, начинот на кој што ќе бидат истите организирани со целосно почитување на јавната површина, ред и слично. Така да оваа одлука се однесува на тоа и пред самата седница на Советот, координаторите на групите, овде на советници на разговор со такви производители, така да оваа одлука се однесува токму на тоа. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник, за образложението. Отварам расправа, дали друг ба разбор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставен на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 12 гласови за е усвоена предлог одлуката. Со ова целосно е истрпен усвоениот дневен ред. Доколку има советнички прашања, колеги, ќе ви молам да се јавите за збор.